магаре или змија за председател. После 150 дена самица, но и писмо од десна до 12 на институции на коректен англиски предизвика реакција и има последици. Сега за сега пријатни, корисни. Добив телевизор со 20 канали од типот да живее Ердо, начело со ТРТ, па горе-доле не е штама, гледам нешто. Но добив и писмена потврда, конечно од Министерството за правда, дека го примиле моето писмо до министерот во Анкара. Врв на целиот Гвантанамо екстрадиција процес е што вчера, 24.4.2024 година, ничим изазван затворскиот чувар со кикотање ми донесе турско-англиски речник. Класика, неолиберално разбирање на демократијата. Површно, само форма, нема никаква идеолошка разлика помеѓу Македонија и Турција, ниту помеѓу Орбан и Ердо. Формулата е замени во зборчето редистрибуција на кеш од даноци, крадење, капитални инвестиции, убедувајќи го народот дека тоа е за негово добро, со трошки фрлање. Да се вратам на насловот. Стево Магаре не рика како магарињата, ниту пак е надарен како нив. Но брзо збори, не запира, најчесто ништо, гестикулација ала фрчко на батерии. Јас секогаш го нарекувам брзозборка која од мали нозе е послушник на системот. Детиште, син на джандар, кој работел во управата за слушање телефони и пратење, неколку пати сум објавил документ од него. Кога го прислушкувал Лапавцов, потпишан заедно со тогашниот министер Фрчко. Но неговата кариера не започнува со комуњарите СДСШ. Неговата вселенска кариера започнува кога доста Димовска, далечната 1998 година, лансираше 3 нови млади деца на удба. Тоа е Коцаре, Жоро и Магарево заедно со еден истресок со широк поглед, Боби Илиевски. Овој последниот беше поставен за потрчко на Ден Дончев Ташнарот, тогаш директорот на Телеком кој го спремаше Телеком за мажење. Коцаре догура до агенцијата за казнување, некакво директорско место, Жоро во службен весник, но е најзаслужен што неговото внуче, другар на свињана Миленко од Брисел, денес ламентира празна слама. Тогаш новинар, спортски прво, а денес аналитичар за политика. Тоа се другарите на Магарево, кој сака по втор пат да биде председател. Лагата брутална за Магарево е обична контрадикција. Изажбал неколку идеолошки празноти за кои тој смета дека се некаква политика. Нормално, апсолутен шампион во брзо зборање меѓу политикава на Балканов. А сигурен сум и пошироко. Со Стево Северџанија упорно и вулгарно ќе функционира. На другата страна, алтернатива е Гога Сорос, чист либерал, имотна девојка, која се заљубила во Благоја Давков, синче на едни други комуњари, лагодно и мазно си го тера живот. Од малечка девојка која се уште живее како да е 1968 Beatles и дување трево. Одличен пријател и другар со сите либерали во држава, впрочем, што би рекла Гога Сорос, со потенцирање на Владе Милчин, СДШМ, и Стојан Андов, либерална. Гога беше негов министер на либералните во владата на Црвенковски, кога активно учествуваше во озаконување на бруталната приватизација. Како со приватизацијата, студентскиот пленум, така и со името на државата. Гога Сорос, која ќе ве брани, а они душманите ќе ве напаѓаат за системов северџански, Гога Сорос е по 10 пат повешт северџан од Магарево. Во експликациите е исто така празно слама, како Магарево, фондот на зборови и јустинијанска технологија е многу поголемо. Гога Сорос е Ферари паркирано до Магарево. Но Гога Сорос е либерал кој разбрал дека е курентно да го браниш името. Власт ќе бидеш. А после после евентуалниот избор во кој верувам ќе се повика Гога Сорос на легалитет, закони,
па немаше 2/3 тралала веќе слушнати од Мицковски. Идеална позиција за бојкот на председателските избори, но тоа е сериозна работа. Во моментов ниту имаме човечки потенцијал за таа сериозна работа, ниту пак знаење. Има една семкарница што као прави подкасти на таа тема, но таа семкарница со двајца семкари има сосема друга намена. Семкарите се задолжени секоја македонска акција на време прописно да ја испљукаат нормално, но постои семкар на планетава кој не плюка, па таа и нашиве се доследни на професијата, па цело време плюкаат. Миленко нема врска со плукање. Он удара директ на повраќање. Он е грд и одвратен. Македонецот има еден голем дефект што многу лесно заборава и простува, но и процентот на клиентеризирани македонци е опасно висок. Затоа, секогаш велам, борбата за Македонија како национална држава на македонците и сите останати, кои се родени или живеат во неа, е многу тешка и бавна. Со еден збор, комплексна. Северџаните не веруваат во Северџанија, тоа се емоционални инвалиди, кои се платени за да бидат северни, ништожни. Затоа, со приватизацијата прво економски не уништија, знае Гога Сорос многу добро, закони подготвуваше, па токму затоа денес, оние кои се платени представуваат единствена сила во Македонија на која нема кој да се спротистави. Името е Курто и Мурто, со понудата Магаре или Змија. Декларацијата за МПЦОА е очигледно почетокот со кој треба да се створи наш чист катализатор кој ќе собере македонската елита од секаде да го подготви народот за борба. За македонска ослободителна борба, МОБ. Во меѓувреме, семкарите ќе плюкаат, политичарите ќе лажат, олигарсите плячкаат, а македонецот ќе робува и со даноци ќе финансира сопствено робување. Северџанија опасно заживува. Вие и понатака уживајте во апатија, каде кукавиците секогаш скришно, да не види никој, го паркираат сопствениот очај. Поздрав! Палчо од Пусто Турско.